Рекорден буџет за Министерството за образование во 2025 година. Владата за финансирање на образованието и науката одвои над 600 милиони евра, што според министерката Јаневска е најмногу досега. Годинава се предвидени повеќе пари за капитални инвестиции и повисоки плати за наставниците и професорите, како и за вработените во високообразовните институции. Министерството ќе ги реконструира дел од училиштата кои се оставени во субстандардни услови и ќе вложува во квалитетот на образованието, за да нема веќе задоцнети ученички генерации. Образованието и науката добиваат 6 милиарди денари повеќе од првичниот буџет за 2024 година. Зголемени блок дотации има за сите општини во државата. Предвидуваме речиси 24 милиарди денари за оваа намена, односно 1,5 милиарда повеќе од лани. Министерството одвојува повеќе пари за студентите, односно се издвојуваат речиси 30 милиони евра наместо досегашните 22 милиони евра. Покрај зголемувањето на висината на студентскиот оброк, бесплатниот јавен превоз, ќе се реконструираат и студентските домови за да се обезбедат достојни услови за студентите, а се издвојуваат и повеќе пари за ученичкиот стандард. Ке потсетам, 2 дома веќе се реконструираат и ќе се завршат до крајот на годината, а целиот процес софат на сите студентски домови ќе заврши во текот на мандатот на оваа влада. Имаме зголемување и на средствата за ученички стандард за 110 милиони денари. Обезбедивме 621 милион денар. Министерката најави дека со дополнителни 500 милиони денари од Светска банка, за кои се уште се преговара, ќе се адаптираат 100 училишта за работа во една смена. Двојно е зголемен и буџетот за науката, односно од скоро 6 милиони евра на над 11 милиони евра. Министерката најави дека се работи на стопирање на процесот на нарачка на магистерски и докторски трудови, со кои потоа студентите добиваат диплома. Во неколку државни универзитети веќе биле одземени неправилно стекнати звања. Ке се воведе мониторинг на она што се случува во високото образование, а при крај новиот закон за високо образование.